Регионални вести на првиот понеделник од септември. На првиот ден од новата учебна година и во училиштата во Тетовско-гостиварскиот регион се одржа најавениот штрајк на наставниците, членови на Синдикатот за образование, наука и култура. Наставниот процес продолжува утре според редовните програми. Дел од учениците во училиштата во општина Тетово беа примени на првиот училишен ден. Дел беа вратени поради предупредувачкиот штрајк на наставниците, членови на Синдикатот за образование, наука и култура. Наставниот процес во училиштата каде немаше часови продолжува утре според редовните програми. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово велат дека таму каде што е побарано се обезбедени простории според законските одредби за одвивање на штрајкот. Се најави штрајк од страна на СОНК. Ние тоа го почитуваме. Веднаш со синдикалните организации на училиштава добивме писма од синдикалните организации. Им ги обезбедивме потребните простории кои се потребни со закон и услови за нормално да се одвива штрајкот за членовите на СОНК. Исто така имаше и други поддржувачи на СОНК кои што не се членови на СОНК. Се потрудивме поради тоа што да биде првиот наставен ден за да во училиштава за првачињата за прва година и за оние ученици кои што денеска во голем број отидоа во училиштава да бидат примени од страна на наставниците, да им бидат објаснети оние потребни информации за почетокот на учебна година и со оние минимални, да кажам, работни обврски денеса да не бидат вратени учениците кои што беа во училишта. И предупредувачкиот штрајк е за еден ден. Поради тоа и од текот на утрешниот ден ќе продолжи нормално одвивањето на наставата во сите основни и средни училишта во општина Тетово. Во сите училишта имаше предупредувачки штрајк? Па имаше училишта каде што воопшто не имаше штрајк. Имаше училишта каде што нормално се одвиваше наставата. Имаше училишта каде што сите се членови на СОНК кај што воопшто немаше настава и се почитуваше, како и училишта каде што половично се почитуваше штрајкот и се реализираше настава. Предупредувачкиот штрајк на СОНК се одржа и во училиштата во Гостивар. Инаку од СОНК велат дека ова е само предупредувачки штрајк, но ќе продолжат собарањата за покачување на платите на просветните работници за 25%. Ако со крајот на септември не постигнат договор со ресорното министерство, повторно ќе организираат штрајкови. Министерот за образование и наука Арбер Адеми пак вчера рече дека нема потреба и причина за штрајк, кога владата, како што рече, е силно ангажирана да го подобри статусот на наставниците, нагласувајќи дека од август 2018 до овој септември платите на наставниците се зголемиле над 10%, со двете покачувања од по 5%. На листата на чекање за градинка во Гостивар има над 300 дечиња. Градоначалникот Арбен Таравари денес ги посети градинките и вети дека општината ќе инвестира во отварање на нови објекти. Весели дечиња, возбудени родители, игра и песнички, ангажирани воспитувачки. Ваква беше атмосферата на првиот работен ден од септември во гостиварските градинки. Од раководството на установата велат дека објектите функционираат со добри услови за згрижување на децата, но останува проблемот со недостиг на простор. Листата на чекање за прием е долга и брои над 300 дечиња. На првиот работен ден градинките ги посети градоначалникот Арбен Таравари. Тој нагласи дека локалната самоуправа прави напори да ги прошири капацитетите на градинките и да овозможи да бидат опфатени што поголем број на дечиња. Меѓутоа планираме и во интернатот
градот уште еден спрат да го претвориме во градинка, се со цел да се намали бројот на деца кои што чекаат за да се запишат во градинка. Од една страна за среќа, од друга страна за жал, имаме 300 деца во Гостивар кои што очекуваат се во листа на чекање. Зошто велам за среќа? Убаво е во еден град да има мали деца, што повеќе, и тие да веруваат во институциите на системот и да сакаат родителите, децата дури од 1 година па до 5 години, да сакаат да ги донесат во нашите градинки. Од друга страна велам за жал за тоа што таа бројка е релативно голема, меѓутоа ние ќе се обидеме барем до идната година да достигнеме до цифра максимум да биде 100 деца кои што чекаат на ред за запишување во градинките. Директорката на градинките во Гостивар Миријана Мицовска им го честиташе септемврискиот почеток на децата и оцени дека бројката на дечиња во текот на месецов уште ќе расте. Групите се секако преполни, имаме деца над норматив во групите, меѓутоа тоа е што и гледаме да ги подобриме тие услови. Моментално добри се условите, имаме нова градинка и во Чегране, тука и во Тека и Бањица, центрите за ран детски развој во цело Чегране, Равен и више постоечките градинки што се моментално тука сите три добро се функционираат. При денешната посета на градинките Таравари изјави дека како градоначалник и како генерален секретар на Алијанса за албанците го поддржува штрајкот на вработените во образованието за повисоки плати. Ако се иземе звукот на училишното звонче и присуството на првачињата во училишната зграда, се друго на почетокот на оваа училишна година е неизвестно. Наставата почна различно. Во Скопје едни училишта штрекуваа и децата не дојдоа на училиште. Во некои други училишта се примаа само првачињата, без да се им се организира настава, а во дел од училиштата се одржуваше редовна настава. Нада Молеровиќ е директорка во основното училиште Гоце Делчев во Скопската општина Центар, каде што денеска имаше само прием на првачињата за да се запознаат со училишната зграда. Сепак, стварно, наставничката професија е крајно деградирана, што од општеството, што од родителите, од јавноста, па и од децата на крајот на криштата. Навистина треба да има поголеми плати. Меѓутоа, сметам дека буквално на првиот училишен ден, ние пораката која праќаме и до децата како професионалци, не би требало тоа да го дозволиме. Мислам, јас не се согласувам со таков тип на изразување на незадоволство, да не се оди на првиот училишен ден, имајќи во предвид секогаш водам сметка за емоциите на децата. Како и да е, школската година почна онака како што заврши во јуни, со незадоволство од ниските плати во образованието, кој е долгогодишен проблем, и задоволството на Министерството за образование и наука дека е силно ангажирано да го подобри статусот на наставниците. Од Министерството наведуваат дека од август лани до овој септември платите на наставниците се зголемени за повеќе од 10%. Во очи на првиот училишен ден и родителите кои денеска дојдоа со своите деца, барањето за повисоки плати го нарека оправдано, но беа незадоволни што на првиот училишен ден децата нема да имаат настава како што е таа традиција со години наназад. Овој ден со години он таа е припремена, ќе одам во школа. И мене ми е жал што таа не го доживеа тој ден како нејната мајка во исто во школа заврши. Но од друга страна синдикатот реагира дека се ниски примањата на просветните работници. Тоа е тачно и ние сме свесни, они не од денес, они многу одамна тоа го барат. Државата требаше да се потруди да ги награди, го ти заслужуваат. Што се моите деца успешни точно од овие професори. Неуспешната синдикална борба на просветните работници трае со години без видливи резултати по прашањето на платите и нивниот статус. Иако во некои училишта имаше настава, а во други се штрекуваше, според председателот на Синдикатот за образование и наука Јаким Неделков, тие денеска успеале во битката. Ние се сврти вниманието кон Министерството за образование за проблемите што ги имаме ние во делот на образованието. Затоа оставете простор на социјалниот диалог за отприлike еден месец, ќе се знае поточно кои ќе бидат следните чекори сон што ќе ги преземе.
Проблемите во образованието се наталожени. Од синдикатот посочуваат дека има и други прашања кои тековно треба да се решаваат, како што се педагошката евиденција и администрацијата, наставните програми и планови, како и законските решенија за основното образование и за средно образование. Но како и да е, просветните работници успеа да им приредат и убави доживување на првачињата на првиот училишен ден. Во некои училишта има можност за прва заедничка средба пред училишната зграда, како и да се сликаат со бистата на македонскиот револуционер и учител Гоце Делчев во училиштето кое го носи неговото име. Дел од нив пак се замина со неизвестното и прашања дали натаму ова училишна година пак ќе се соочат со затворени врати, доколку синдикатот и владата не се договорат во рок од 1 месец. Министерот за образование и наука Арбер Адеми од своја страна денеска изјави дека не знае во колку училишта се штрајкува, но оти во добар дел новата учебна година почнала нормално и како што рече нема причина за штрајк, бидејќи владата работи на подобрување на статусот на наставниците. За 1 месец ќе биде исчистен сметот на новата претоварна станица кај Тетовско фалише. Од јавното комунално предпријатие Тетово најавија дека во месец ноември на оваа претоварна ќе биде поставен системот за компресија на смет, кој до неодамна функционираше во станицата кај Тетовски Требош. Откако е преместена претоварната станица во атарот на Тетовско фалише, сметот сега се истура на земја пред да се однесе во Скопската депонија Дрисла. Од ЈКП Тетово велат дека отпадот наталожен на земја ќе се исчисти за 1 месец, а во ноември ќе се постави системот за компресија на сметот, кој функционираше во старата претоварна кај Тетовски Требош. Чистиме прво за локацијата во фалиште комплет, па после сега ние планираме сега тој место да го финализираме за во рок во 30 дена, планираме сега да го чистиме комплет тој атар што е во фалиште. Вие знаете сега тој проект е од Данската амбасада. Рече Джелја Оцека, директор на ЈКП Тетово. Локацијата во атарот на Тетовско фалише ќе прерасне во место каде што ќе се рециклира сметот, собран од тетовските домакинства, истакна од ЈКП Тетово. Нормално за фалиште планираме да почнеме халата за таму го чистиме тој место, во тој место што чистиме може да почнеме полека да го радиме халата. Јавното комунално предпријатие Тетово во неколку наврати ги менува локациите каде го претовара сметот, но проблемот никако да се реши. Истиот се уште пред да се однесе во Скопската депонија Дрисла, с истурена земја загадувајќи околината. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 46 годишен гостиварец, кој се сомничи дека ја убил 78 годишната старица во неделата наутро. Пријавениот веќе е лишен од слобода. Тој вчера после 3 часот наутро, во стан во зграда на улица Линденска во Гостивар со употреба на нож, ја усмртил старицата. Пријавено е дека во станот зграда на улица Линденска во Гостивар има повредени лица со остар предмет. На посеченото место веднаш се упатени полициски службеници кои констатирале дека во станот повредени се 3 лица. 2 женски на возраст од 54 и 78 години и машко лице на возраст од 60 години. Трите повредени лица со медицинско возило итно се пренесени во Гостиварската општа болница за укажување на лекарска помош, каде 78 годишното женско лице за жал им подлегнало на задобиените повреди. Надлежен обвинител основното јавно обвинителство Гостивар, по завршен увид, донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице, осомничено дека сторил кривично дело убиство. При увидот, презеден иза действија во насока на расветлување на кривично правниот настан, издадени се наредби за прибирање на траги од лице, место и нивно вештачење, фотографирање и скицирање на местото на настанот. Се продолжува со действија во насока на расчистување на случајот. Приведен тетовец во чиј дом пронајдена е марихуана, во контејнер пак пронајдено оружје. Полициски билтен на СВР Тетово.
Вчера во 11 часот и 20 минути врз основа на судска наредба, полициски службеници на СВР Тетово извршиле претрез во домот и помошен објект на 55 годишен тетовец. При претресот биле пронајдени одземени марихуана, дигитална вага со остатоци од марихуана, зипер кеси и мешавина што се користи со наркотични средства. Тетовецот бил приведен и задржан во полициската станица Тетово, а по целосното расчистување на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во контејнер на улица 180 во Тетово пак, вчера околу 16 часот пронајдена е автоматска пушка, црвена застава со рамка без куршуми и футрола за оружје. Вчера, 10 минути по полноќ на регионалниот пат Тетово-Волковија пред Чегране, патничко возило Peugeot 206 со гостиварски регистарски ознаки, што го управувало непознато лице, кое веднаш го напуштило местото, удрило во пешак 19-годишна девојка од Желино. При тоа таа се здобила со повреди и била пренесена во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Во полициската станица Гостивар вчера околу 11 часот било пријавено дека на локалниот пат во гостиварското село Калиште избувнал пожар во патничко возило Голф 3 во движење, кое го управувал 45 годишник од ова село. Возилото било целосно опожарено, а пожарот го изгаснала екипа од територијалната противпожарна единица Гостивар. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 12 до 34 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре предпладне на истокот ќе биде сончево, а кон запад со мала до умерена облачност. Попладне облачноста ќе се зголеми, а на крајниот запад ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. Попладне на север краткотрајно ќе засилува северен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 13 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Овде е крајот на регионалните вести. Имајте убава работна недела. Пријатно!